Судот ги осудува на казна затвор во трајање од по 19 години. Бесир Белја и Скендер Демири добија по 19 години казна затвор за убиството на Никола Саздовски. Судијката Даниела Алексовска-Стојановска, изрекувајќи ја пресудата, рече дека двајцата се виновни затоа што заеднички го лишиле од живот. Обвинетите треба да исплатат оштета по 5 милиони денари на семејството. Тони Саздовски, таткото на убиениот, по изрекувањето на пресудата изјави дека ниту една мајка не треба да го закопа својот син и додаде дека во земјава нема поголема казна за лица до 20 години. Меѓутоа, за нас како родители, за мене лично и 1000 години да беше казната, односно нема земски суд што би можел да определи вистинска казна за ова дело. Не можам да кажам дека не сум задоволен, како што има шпекулации во јавноста дека во Македонија воопшто нели луѓето зборат дека нема воопшто правда. Од ова видовме дека колку толку правдата една капка во море може да биде задоволена и се надевам дека некој повисок суд нема воопшто нема да е прииначи, него ќе остане истата. На родителите на обвинетите им порача да кажат каде е третиот сторител кој е во бегство. Братот на Белја, Бесар Белја, вели не се задоволни одлуката и дека ќе се жалат на апелација. И видовме дека се уште нема право во Македонија. Ова е премногу и едностранното пресуда. Случајот почна на 9 ноември минатата година. На 7 февруари годинава беше извршена реконструкција за убиството на Саздовски на автобуската постројка во Автокоманд. Според обвинителниот акт, Белја и Демири заедно со Ј.Л. кој е во бегство, на 29 јуни минатата година крвнички го претепале Саздовски на постројката пред фабриката Алкалоид. Од здобиените повреди, младиот Саздовски почина на 9 јуни на Карел во клиничкиот центар Мајка Тереза.